Буџетот на општината се изготвува согласно законските и подзаконските акти, во кои што пак се содржани, односно во кои што се содржани малку сум некоја измена, да. Значи во кои што се содржани јавните, кои се надлежностите на општината, кои се обврските, кои се правата на општината, а тоа се законот за буџети, законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, законот за локална самоуправа, како и некои други подзаконски акти. Буџетот на општина Делчево исто така е изготвен согласно законските акти и врз основа на досегашниот тренд на анализа на наплата на изворните приходи, потоа врз основа на некои историски податоци и некои наши согледувања и предвидувања за наредниот период. Согласно член 2.8 од Законот за буџети, буџетот представува годишен план на вкупните приходи и други приливи и вкупно одобрени средства за наредната година, и тој се состои од основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на дотации, буџет на донации и буџет на кредити. Уште на почетокот, пред да почнем со образлошението, почитувани советници, почитувам председателя, членовите на комисијата, кога го следуваа буџетот, предлог буџетот, им беше објаснето и ви кажав дека ќе имаме можеби некои измени, доколку беа средствата кои што беа планирани за наплата на канализацијата, кои што атмосферската канализација во населбо Басарица. Тие средства ги чекавме и беа планирани во буџетот за 2020 година, тие пристигнаа денес. Меѓутоа, налозите за плаќање исто така не со денешен датум. Така да тие средства не може да се реализираат оваа година, 2020 година, ќе бидат пренесени на наредната година. Меѓутоа, за да можеме да ги платиме, истите треба да бидат планирани во буџетот. Значи, зголемувањето и измените кои што сега пред малци ги добивте е во таа насока. Се слушнавме со Министерството за финансии, ни одобрија дека може да се планираат како салдо од претходна година и така истите ќе бидат исплатени на наредната година за средствата кои што се пристигнати од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Измената е во износ од 5.405.456 денари. Значи, вие кај вас сега ги имате новите бројки и вкупниот буџет за 2020 година е планиран во износ од 311.896.856 денари. Во основниот буџет е планиран во износ од 117.290.456 денари. Буџетот на самофинансирачки активности планиран во износ од 14.750.000. Буџетот на приходи од дотации 160.420.400 денари и приходите од донации 9.257.000 и приходи од кредити 10.166.000 денари. Планираните извори на приходи во буџетот за 2021 година, од кои ќе се финансираат расходите на општина Делчево, се данични приходи, кои што се планирани во износ од 39.025.000 денари, неданочни приходи во износ од 12.773.000 денари, капитални приходи во износ од 4.905.000 денари, приходи од дотации 160.420.400 денари, приходи од трансфери, овде на овие, значи имате го во образложението 69.940.000, се дадени 5.405.456 денари. Значи, ќе бидат зголемени и за точно за овој износ за средствата кои што пристигнаа денеска на нашата сметка. Значи, вкупниот износ е 311.896.856 денари. Даношните приходи кои се планирани во износ од 39.025.000 денари се
состои од данок од доход од добивка од капитални добивки во износ од 3.110.000 денари, даноци од имот во износ од 14.520.000 денари, даноци од специфични услуги во износ од 20.670.000 денари и такси за користење или дозволи за вршење на дејност во износ од 720.000 или вкупно 39.020.000 денари. Кај структурата на даночните приходи може да се забележи дека со најголемо учество, како што и сами гледате, се планирани приходите од даноци и специфични услуги, тоа се околу 53%, и овде влегуваат комуналната такса за истакната фирма, комунална такса за користење на улици со патнички товарни моторни возила, потоа надоместот за уредување на градишно земјиште, комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, надомест за одржување на јавна чистота, овде влегува, додека данокот на имот во вкупните даночни приходи учествува со 37%. Кога велиме даноци на имот, овде влегуваат данокот на имот од правни и физички лица, данокот на прометни недвижности и данок на наследство и подарок. Структурата на неданочните приходи за 2021 година во вкупниот буџет изгледа вака: такси и надоместоци во износ од 11.158.000 денари, административни такси и надоместоци кои се плаќаат за список и действијата по органите на општината во износ од 615.000 и други неданочни приходи во износ од 1 милион, односно во вкупен износ од 12.770.000 денари. Овде го имаме споменувањето, да кажам, правилата од билансите на приходи, кај трансферите од други нивоа на власт. Значи, трансфери кај други нивоа на власт се планирани во износ основно од бюџета на лицата од 71.348.477. Средствата за блок дотации, кои служат за остварување на надлежностите во образованието, детската заштита и културата, се утврдени од надлежните министерства согласно законската регулатива и се планирани во износ од 160.420.400 денари или 52%. Капиталните приходи се планирани во вкупен износ од 4.905.000 денари, тоа од поддршка на неизградено градишно земјиште во износ од 350.000, приходи од закуп на земјоделско земјиште во собственост на држава во износ од 1.400.000 денари, надоми за концесии за експлоатација на минерални суровини во износ од 450.000 денари и надоми за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект во износ од 2.700.000 денари. Ова е почитување што се